Изградбата на колективната стамбена зграда за семејствата во социјален ризик од Виница е во завршна фаза. Во тек е уредувањето на внатрешноста и опремувањето на бањите и кујнскиот дел, а предстои и средување на околината на објектот. Увид во градежните работи што се реализираат со средства од државниот буџет направи министерот за транспорт и врски Благој Бочваски. При тоа рече дека во овој период приоритет има довршувањето на зградата која е прва во општина Виница и каде се инвестираат 70 милиони денари обезбедени од буџетот на министерството. Можам да бидам задоволен од тоа што видов денеска, бидејќи оваа зграда веќе 15 месеци се гради и ќе биде изградена и завршена пред рокот. Се реализираат финалните градежни зафати во дворното уредување и целиот интериер кој што треба да биде поставен. Нашите очекувања се дека во текот на оваа пролет ќе биде завршена, пошто ќе следува и технички прием, за да можеме конечно после тоа да направиме и оглас за вселување на граѓаните на општина Виница, на кои што тоа им е најпотребно. Градоначалникот на Виница Ивица Димитров истакна дека со изградбата на стамбениот објект се решава обезбедувањето соодветни услови за живење на социјално загрозените граѓани. Направивме увид за моменталната состојба до каде е изградбата на социјалната стамбена зграда, која што ќе има 36 станови и еден делен објект. Ова значи многу, посебно за социјално ранивите семејства и самохраните родители, бидејќи морам да истакнам дека во изминатата година дена, откако почна изградбата на оваа социјална стамбена зграда, имаме доста наши граѓани заинтересирани токму за аплицирање и за добивање на стамбен простор, се со цел за да можат да имат и тие пристојни услови за живење. Во Виница интензивно се одвиваат и градежните работи за проширување на филтер станицата за вода за пиење и за поврзување на селото Лески на јавната водоводна мрежа. Министерот Бочваски потенцираше дека се работи за решавање на важно инфраструктурно прашање, со кое ќе се надминат повеќе годишни проблеми во водоснабдувањето во општината. Со доградбата на филтер станицата и поврзувањето на водоводната мрежа за околу 270 семејства од Лески, но и за останатите граѓани од Виница, Црн Камен и Јакимово, ќе нема долготрајни рестрикции и прекини во водоснабдувањето. Градоначалникот Димитров информираше дека со општински буџетски средства на 5 улици во централното градско подречје се заменува старата азбестна водоводна линија со полиетиленски цевки. При тоа, со овие градежни работи ќе се постигне вкупна замена на водоводната мрежа од 98%.